Neko vidio Boru Majstorovića, nek ide da ugaši ringišpil, ne znaju ga ugasiti, 20 minuta vrti. Ako je neko vidio Boru Majstorovića, nek ide da ugaši ringišpil, ne znaju ga ugasiti, 20 minuta vrti. Кој ги врти кога не се телефони? Нека врне кеш. Пуштај ајро тоа од джаците. Паси бе ти со тоа мурковот кај го ставаш. Викај го Менчо, викај го Пенчо, и Окто, и Усо. Пуштај! Нека гуши, нека смрди, нека корне. За живот во Македонија! Јаша! Еј, брако! Брако, брако, друже мој! Брако, брако, брате мој! Зошто гори мазу твој? Еј, ајро! Ајро, ајро, брате мој! Ајро, ајро, друже мој! Угушив ме народ свој! Мори Славјанки, не знам кој те правел, ама не се истакнал. Тоа што твојата земја во НАТО не те обврзува да даваш смешни изјави за глобални безбедносни теми за кои немаш елементарно познавање. Велам смешни затоа што никој ништо не те прашува, а зборуваш. Дел си од најподаничката власт на која и се подсмева цела Европа, власт која надворешната политика ја води од клечечка поза, власт која уште верува дека со клечење ќе се одржи и ќе реши нешто. И ти, Славјанке, најде да коментираш за руската надворешна политика кон соседите и нивните реакции на непристојната дистанца на која им се доближи НАТО и воените закани кои им ги упатува веќе 2 децении? Славјанке, па твојата земја ја викнаа во НАТО да ја праќаат по бурек додека носат отлуки со станочат. Не ве есапат за живи тамо. Тука е рекоја бар нешто да им дадеме кога веќе сменија име. На квислинзи никој не им верува, Славјанке, затоа и не сте вклучени во носењето на клучни одлуки и планови во НАТО. Па кажи дека ве бркале од состаноците таму кога носеле некои потајни одлуки. Па не е ова лажна вест, така, Славјанке? Знам што зборам. Добро де, ајде, еве, не ве бркале, туку љубезно ве отстранувале. Ај сега вие таму излезете малце на едно цигарче надвор. Па не ви веруваат ни тамове, затоа нема безбедносни сертификати за вас. Предавниците секој ги презира. И ти најде да зборуваш за Русија. Ама ли, Славјанке? Еден Наполеон се заеба со русите. Мислеше ќе лигави Жозефина меѓу нозе, je t'aime, voulez-vous coucher avec moi ce soir, и умеѓу време ќе се тепа со русите. Маме му е баанала дога. Па неговите војници пишувале после во своите мемуари. Абе, ние од студ не можевме да се помрднеме, цензавме во циври, а тие русите пред нас играа казачоки не бодеа со бајонети. Абе, Хитлер исто се заеба, Славјанке. Хитлер си рече, ке си ја клецкам Ева Браун, ке си убивам евреи, ке им влезам на русите во Москва, а се случи обратното. Русите му влегоа дома во Берлин, а гордите нацисти и германци се молеа да ги заробат американци или англичани само за да не паднат во руски раце. Се одмаздувале најсвирепо за да наплатат за 25 милиони загинати, зашто на Хитлер му прдна да ги окупира. Абе, 25 милиони руси загинаа за да си одбранат татковината. Третина од сите загинати во светот во таа војна. Дали разбираш? И ти, бре, Славјанке, најде да им се обратиш на русите, ние се на тоа, ние се на тоа. Дај, бре, чути жено, тамо лакирај ногти, гледај у таван, излези на тебе само ако купиш нови униформи и нови гаќи за војската. Толку! Тоа беше се за денес, народе. Се гледаме за неколку дена. И најважно, не заборавајте да се зачлените во каналот. Бесплатно е. Да ставите допаѓање на видеото и да го споделите видеото секаде каде што можете, затоа што овие видеа зборуваат наместо вас. А ако не ви се допаѓа ова што го работиме, многу ми е гајле. Гледајте го следното, може тоа ќе ви се допадне, па јас на крајот на криштата не сум Здравко Чолич, па сите да ме сакате. Се гледаме.